Мене се паѓа отварање и се трескам. Ајде, може. Задолжителна студентска пракса, желба или реалност? Ова е темата на денешната четврта емисија на час. Денеска ќе зборуваме за тоа како се спроведува задолжителната студентска пракса, кои се предизвиците, но и колку е потребно да има соработка помеѓу бизнисот и помеѓу образованието. Гости во студиото на Радио МОВ се Анастасија Милковска од студентската организација АИЕСЕК, Крсто Златков од ЦИВУС Едукативен и развоен центар и Ивана Трајковска од ИАСТ. Ви благодарам за денешното учество во емисијата на час. Ќе почнем директно со првото прашање. Од пред 6 години за студентите беше воведена она задолжителна студентска пракса, 30-дневна, ама праксата наместо реално да се спроведува во многу случаи се сведе на подпис и печат од фирмата во која што некој студент нашол дека ќе може да помине полесно во текот на летниот период најчесто. АИЕСЕК и ИАСТ се студентски организации кои работат на меѓународни студентски размени. Едната организација ги вмрежува студентите од техничките, другата главно од оние од општествени и економски науки. Трајковска, какво е вашето искуство со студентската пракса во Македонија? Вие сте студентка на електро, ако не се лажам. Колку е лесно да се најде компанија која нуди квалитетна пракса за техничките струки? Да, јас сум студент на електрофакултетот и конкретно за праксите од мојот факултет често се објавуваат некои конкурси на страната на нашиот факултет, но нема нешто што е препорачано од факултетот да на сите студенти им бидат овозможени пракси за време на летниот период, како што тоа не го налага факултетот. Така што тоа се сведува претежно на самите студенти да бараат преку, не знам, познаници, пријатели, фирми сами да конкурираат на одредени конкурси кои што се објавени од компаниите, или пак да се одлучат да конкурираат за пракса во странство. Така. Колку ти беше тешко тебе како студент да ја најдеш праксата и колку беше задоволно од тоа како изгледаше твојата пракса? Конкретно, јас се одлучив за пракса во странство. Минатото лето отидов на двомесечна пракса во Словенија и искуството беше одлично. Се уште не сум имала можност да отидам на пракса во Македонија, но планирам во наредните месеци, наредниот семестар да отидам. И мислам дека конкретно на мене како студент кој што е дел од организација, која што е директно вклучена во праксите, имам веќе некои контакти остварено со компании при оној процес на потпишување пракси за странски студенти кои доаѓаат во Македонија, па лично јас можеби би се обратила кај нив кои веќе сум имала, не знам дали состаноци со нив, за каде што сум ги убедувала да примат странски студент и слично. Верувам дека голем дел од студентите на мојот факултет и, не знам, ги препорачуваат некои професори, оние што се одлучуваат да останат во Македонија, а не додат на work and travel. Така се чини дека треба да имате многу познатства и добри врски за да стигнете до добра пракса? Па може да се каже, или пак да бидете многу упорни, да се покажете на интервјуа и, не знам, повеќе селективни фази. И да имате среќа, може би. Да, и среќа, дефинитивно. Милковска, што е со праксата на факултетите од економските науки? Какво е твоето искуство? Јас реално оваа година имав одлично искуство. Како студент кој што заврши прва година од студии, одлучив оваа година, ова лето, да отидам на пракса во Република Македонија, за да можам да споредам за понатаму кога ќе отидам во странство, бидејќи сепак пред АИЕСЕК нуди пракси во странство. А предноста на економскиот факултет е тоа што економскиот факултет е еден од ретките кои што пропишува да студентите одат на пракса само во оние компании во кои што има економскиот факултет пропишано соработка. Економскиот факултет има подпишани договори за соработка со голем дел на пракси. Листата на компании со кои што има склучено договор може да се најде на страната на економскиот факултет. Исто така постојано се споделуваат огласи од компании кои што нели актуелно и
тековно се склучуваат нови договори, меѓутоа доколку некои студенти немаат можност или пак не сакаат да отидат во некоја од тие компании во кои што има економски факултет склучено договор, имаат можност да поднесат документи за склучување договор помеѓу компанијата и економски факултет. Со самото тоа се зголемува нели самиот број на компании со кои што економски факултет има склучено договор. Си најде компанија или го искористи она што го имаше како понуда од економскиот факултет? Јас прво отворив листата од економски факултет, ги разгледав листите, конкретно сакав да одам во банка и пуштив CV до 3 банки. Од 2 банки добив многу брз одговор и ја одбрав Шпаркаса банка како примарен избор. Јас сум една од ретките кои што има навистина одлично искуство во банката. Мислам дека тоа беше поради тоа што ми се падна млад ментор и бев сместена во оделение за картично работење, каде што вработените постојано беа до мене и ми помагаа за било што. Имав постојано различни прашања, зашто и да ги прашав ми одговара. Меѓутоа, во глобала, голем дел од студентите, со оглед на тоа што економски има околу 4700 студенти, кај нас пазарот нема доволно понуда со која што може нели да се задоволи таа побарувачка на пракси, конкретно за студентите од нашата струка. Што се случува со тоа што тие одат буквално и се земаат со подпис. Одат, земаат само подпис, истото мислам дека е во главном на сите факултети се случува тоа. Меѓутоа сепак до негде е и пропуст во самиот закон за пракси. Бидејќи имаме преголем број на студенти кои што мора да имаат задолжителна пракса секоја година во време трајање од 1 до 31 до 3 месеци, најчесто 1 месец праксата, не помалце од 3 часа дневно, не повеќе од 8 часа на ден. Но самите компании не можат да примат толку многу студенти, не може да им посветат доволно внимание на сите тие студенти. Ќе проговориме за тоа малку подоцна. Крсто, доаѓате од едукативниот центар на СИУС. Слушнавме дека кога станува збор за формалното образование и праксите, често пати треба да се има познатства и среќа. Дали познатствата и среќата имаат голема улога и кај оние студенти кои што доаѓаат кај вас да учат или да следат одредени курсеви, или пак колку е предизвик да се избеди за нив квалитетна пракса? Пред да направиме разликата, најпрво здрави од мене, фала на поканата. Пред да направиме разликата помеѓу формално и неформално образование, отворивме една убава тема, секако, а тоа е за самите пракси, потребуваме, гледам, збор задолжително. Јас тука гледам првенствен проблем, затоа што нели наметнуваме нешто задолжително, а второ е, имам и јас прашање дали после 4-та година кога се случува таа пракса или се случува секоја година, затоа што би требало студентите, особено на општествените науки, јас сум исто така дипломиран економист на смер маркетинг и преку пракса реално се вработив. Односно ја завршив, дипломирав, ми стигна мејл од факултетот дека бараат практикант. Јас кога отидов во компанијата, во тренинг центар, пред 7 години, на интервју им кажав отворено дека јас не барам пракса, барам работа. Они ми рекоа сепак ние бараме практикант 3 месеци, ако сакаш прифати ја позицијата, тие се условите, ако не, нели тоа е тоа. Јас ја прифатив позицијата и останав во таа компанија и работев 3 години. Така да, одедно е самите себе, затоа што треба пред се системите, факултетите и програмите да ги насочат и мотивираат студентите во насока како се бара таа пракса и како треба да почнат, да им дадат многу информации и да ги стимулираат што повеќе да пробуваат и да истражуваат во текот на школувањето, за да можат пред се да најдат соодветната индустрија, да се пронајдат себе си, затоа што е различно, особено пак ќе кажам кај општествените. Вие кога ќе завршите, особено ако сте менаџер, тоа е долготраен процес за да вие станете менаџер нели во животот. Вас ви треба прво да познавате индустријата, да ги знаете процесите, па да управувате со луѓе, па потоа нели да дојдете до некоја позиција менаџерска. Во однос на техничките сега ќе направам она разлика, затоа што СИУС, едукативниот и развоен центар, пред се е фокусиран на техничко образование, кое што е во областа на компјутерски мрежи, во областа на програмирањето и во областа на дизајнот. Во овие три области имаме повеќе насоки, особено во дизајнот, тука се графички дизајн, веб дизајн, 3D гейм дизајн, однодамна сега имаме нови академии за визуелни уметности и академија за моден дизајн. Кај останатите имаме веб програмирање, кај академијата за програмирање и компјутерските мрежи, мрежен инженер. Тоа се професии кои што се доста дефицитарни и барани. Од една страна токму тоа ќе го кажам, се барани и од друга страна се технички конкретни. Вие ако со тоа што вие можете на студентите, ако им дадете конкретно и практично знаење, да они потоа веднаш го применат.
во пракса или веднаш го применат на работа. Така да ние градиме студенти кои што реално се спремни за оние почетни позиции, јуниорски позиции. И реално можам да кажам дека нашите студенти уште во летото пред земање на дипломата, ако едната година им е една школска година им е од октомври до октомври, они уште летото работат на своји проекти или работат во компании на јуниорски позиции. Секако од една страна тука се како што напоменавме трендовите, меѓутоа и да не забораваме дека е лично. Ако вие на студентот му дадете на вистина она што треба и он е доволно упорен и доволно квалитетно работи, секако дека побрзо ќе најде од друг студент. Зборуваме за задолжителна студентска пракса која што е во трајање од 30 дена. Дали кај вас праксата се спроведува паралелно со студирањето, односно во текот на студиите? Токму тоа го напомена за тоа практични знаења и вештини. Ние не даваме толку голем акцент на таа пракса дека мора задолжителна е, ќе трае 30 дена, ќе трае толку, мора да најдете и така натаму. Затоа што ние во текот на школувањето, односно во таа една година академска, кај нас работат практичари, луѓе што се веќе од позиции работни, голем дел они самите си ги земаат студентите да работат во нивните компании и фирми. Затоа што тоа се луѓе кои до 5 се на работа, од 5 доаѓаат и практично они всушност ги менторираат и практично ги обучуваат студентите. И токму затоа они се реално не е така наметнато да не е она задолжително мора да се оди на пракса, затоа што ние очекуваме од нив они дека треба да почнат веќе да работат по завршување. Така, што се случува па на универзитетите? Имаме задолжителна пракса 30 дена, но колку има пракса во текот на студирањето? Праксите се отворени во текот на студирањето, со тоа што самите компании кажуваат дека доколку на некој начин се распределат студентите, можат повеќе студенти да хостуваат. Меѓутоа тука се случува со тоа што голем дел од предавањата се на некој начин задолжителни, особено за редовните студенти. Со тоа што нели се поштат евидентни листови или пак се куцаат со картички. Со самото тоа самите студенти одлучуваат за нивната пракса да ја направат или преку летото или да земат подпис. Бидејќи едноставно не се сите толку вложени и заложени самите, не сакаат да земат нешто настрана од нивните студии. Мислам дека тоа е повеќе проблем на нашиот менталитет. Истото во суштина се случува тоа она што ISEC нели го нуди. Ние ги обучуваме студентите, значи имаме различни обуки и преку нашите пракси им даваме мини обуки и мини подготвителни семинари за како тие да го направат своето CV, како да се подготват за интервјуто, како на некој начин практично да ги применат тие вештини кои што ги имаат стекнато во теоретскиот дел од образованието. Но вие доаѓате од економскиот факултет, не треба ли факултетот да биде тој што ќе ги учи студентите на вакви работи? Реално, тоа не е само проблемот на економскиот факултет, тоа е проблемот во главном со образовниот систем кај нас, бидејќи факултетите премногу се концентрираат на теоретскиот дел, на повеќе билдање на теоретско знаење, кај студентите додека пак не се применува ништо од тоа. Јас можам да кажам дека кај мене една година во ISEC придонесе многу повеќе од што сите 3 семестри што ги имам помината на факултет. Бидејќи она што јас го учам, буквално практично го применувам во секојдневната работа. Учам за финансии, применувам финансии. Учам за презентацијски вештини, држам презентации пред луѓе. Бидејќи она што ќе го прочитаме, никогаш не може да се запамти толку добро доколку не се направи веднаш. Сепак тоа е еден, на пример да кажеме, тоа е еден процес што е пишан на хартија, кој што можеме да го прочитаме, окей, добро, вака ќе го запамтиме, ќе отидеме ќе го положиме колоквиумот, ќе ни испари процесот. Што се случува понатаму? Така, што се случува кај вас на факултет? Имате меки вештини на факултет? Да, во студентските организации само. Повторно неформалното образование. Така што ако студентот самиот се одлучи да се вклучи во некоја организација или нешто за да ги вежба тие особини, тие вештини, да, но на факултетот кај нас е малку поинаку, по-технички аспект. Факт е дека македонските студенти генерално важат за студенти кои што се теоретски добро потковани со знаење. Дали е така и кај вас? Меѓутоа проблем станува кога ќе треба тие теоретски знаења да се применат во реалниот свет. Дефинитивно, затоа што сме имале и разговори со компании кои што кажуваат дека дефинитивно студентот кога ќе заврши со факултет не е спремен, не е работоспособен, бидејќи во тој процес на студирање од 4 години многу малку имаме пракса. Да, имаме некои лабораториски вежби и се тоа, но не се тие доволни за студентот да биде спремен да работи по самото дипломирање. Што му е потребно на студентот? Пракса? Не знам, можеби пред се самиот студент да биде заинтересиран, да научи повеќе
И тоа што го споменавте претходно, дали студентите одат преку лето, преку за време на семестар или по завршување на студија на пракса, да, самиот факултет не дозволува за време на семестарот да одите на пракса, бидејќи има задолжителни предавања, вежби или лабораториски вежби кои што не можете да ги пропуштите, и доколку се одлучите за 8 часовно работно време, дефинитивно заостанувате со факултетот. А сум сретнала доста колеги кои што се одлучиле на тој чекор, бидејќи сметале дека тоа има многу поинтересно и можеби се залажале да не го завршат самиот факултет, бидејќи праксата. А кај вас на факултет тие лабораториски вежби и практични вежби кои што велите ги има, меѓутоа се малку, дали ги предаваат универзитетски професори, луѓе од универзитетот, или ги предаваат практичари? Ги предаваат или асистенти или некои помошници, студенти кои што веќе се при крајот на нивните студии. Оно што е различно во информатичките науки е дека вие може да имате предавач кој што има завршено само средно образование. Да, дали е тоа доблест или мана? Дали има средно, не ги гледаме портфолијата, не ги гледаме CV-њата толку на тренерите, колку што се гледа нивното искуство, кој што го имаат работно, и од друга страна дали тие знаат да пренесат информација. Затоа што е многу битно, без разлика дали станува збор за академик или лице или некој од пракса, многу е битно професорот да знае пред се да ве натера да засакате областна, да засакате тоа да го работите и да се борите во истата, нели, да ве мотивира кон тоа. И сега тука напоменавме, исто така отворивме нешто што се вика, како кажа Ивана, дали желба, нели, на самите студенти. Тоа е дефинитивно нешто што е првенствено и најбитно што мора да постои, затоа што имаме две девојки кои што не се од студентски организации и дефинитивно и двете девојки ќе успеат. Тоа го знаеме секој, затоа што они постојано надвор од факултетот истражуваат и надвор од факултетот се активни. И тоа треба да го прави секој студент, да биде постојано активен, постојано да учи надвор од материјата, надвор од наставниот план, од системот и така натаму. Меѓутоа веројатно би било многу полесно доколку и во рамките на самиот универзитет тие ќе можат тоа да го прават. Тоа сега сакав да напоменам. Она што е друго што рековме, што е треба на студентите, што кажавме пракса, јас тука би кажал треба практично знаење. Сега тоа знаење е во самиот наставен план и содржината. Кај нас голем број на факултети имаат реално содржина која што слободно може да кажеме дека е застарена, се учат книги од системи многу поминати, нешто што не може студентот кога ќе заврши да го примени кога ќе дојде на работна позиција. Сега тука е разликата помеѓу тој формален и ние неформален систем, каде што ние нашите програми можеме секоја година да им правиме апдейт, многу брзо можеме да ги спакуваме и новите да ги спроведеме истите програми. И од друга страна секако тука се тие тренери, професори, каде што би кажал тренери ментори, ние секогаш ментори ги викаме затоа што они менторираат, нели, со самите студенти. Тоа се луѓе кои што се на позиции работни, еве конкретно кај програмерите, тоа се програмери од СИУС, сениорски позиции, техникал лидови и така натаму. Секако и они имаат асистенти, како што имаат асистентите и на факултетите, асистенти кои што се претходни студенти или асистенти на джуниорски позиции, кои што веќе, нели, работат. Меѓутоа, негувањето на академската кариера и професионалната е нешто различно. И затоа можеби тука имаме ние реално еден, ајде да кажем условно, образовен проблем во самиот систем, а тоа е начинот, односно ние стимулираме само професори кои што имаат магистерски докторати и така натаму. Милковска. Да, се согласувам со тоа. Меѓутоа, мене на пример на економски факултет многу ми се допаѓа оној ветер на промена што се случува во изминатите неколку години, со тоа што самиот факултет го охрабрува членството во студентските организации, кариерниот центар кои што се наоѓаат во склоп на факултетот. И постојано се работи на еден вид на применување на одредени работи. Точно е дека се почнува втора, трета година веќе да се применуваат нели одредени меки вештини. Меѓутоа според мене не е доволно. Како што напомена и Ивана и Христо, значи примерно ние треба да го смениме менталитетот на луѓето, бидејќи треба повеќе да ги ангажираме, да им ги покажеме можностите, треба да им бидат покажани можностите и едноставно да се намалат часовите кои што се нели за теоретска настава, да се зголеми оној дел практично работење на проекти, целосно организирање на одредени процеси. И АЕС се организации што организираат вакви меѓународни студентски пракси. Каков е интересот за овие пракси меѓу студентите? Па дефинитивно можам да кажам дека е огромен интересот. Како што знаете, ние сме на
имаме пракси низ целиот свет, но можеби најголем е интересот за Европа, централна, западна, каде што студентите гледаат после тие пракси да се устварат контакти за понатамошно вработување. Да останат надвор Македонија. Да, им се отворат можеби работни позиции. И огромен интересот, баш моментално, ево тек тој внатрешен конкурс, каде што гледаме некоја статистика, каде би сакале студентите да одат на пракса, за кога ќе дојде таа генерална конференција во јануари, каде што одиме и ги разменуваме тие пракси, да знаеме во кои земи и во кои сфери да бараме. На кој начин се функционира таа размена? Контактирате со работодавците од тие држави или можеби со вашите организации кои што се во тие држави, па тие ви го нудат она што го има на пазарот во моментов? Вака, принципот на размена функционира на тој начин пракса за пракса. Колку пракси ние ќе најдеме во Македонија, толку пракси ќе донесеме од странство. Во јануари се состануваме сите комитети од сите земји и буквално оди тоа разменување. Јас ти давам тебе лист, ти ми даваш сега мене. тука веројатно и прашањето колку е тешко да се најде пракса за странски студент во Македонија, ако исто е толку тешко да се најде за македонски во Македонија. Би ви рекла уште потешко. Како се снаоѓате тогаш со тие пракси? Можеби кај нив е поинаков системот, не знам точно, но може да кажа. Кај нас е многу поинаков систем сите тоа направено. Бидејќи ISAC моментално има во 127 земји во цел свет, од кои 126 земји се провајдери на пракси. Што се случува? Ние имаме интернационална платформа на која што се постираат сите пракси. ISAC во Република Македонија моментално не може да работи на професионални пракси, бидејќи имаме 3 продукта, имаме волонтерски пракси, имаме пракси во стартап компании и имаме професионални пракси. Нашиот закон, значи нашиот легислативен систем нам не ни овозможува ние да имаме професионална пракса, која треба да биде задолжителна и треба да трае од 6 до 18 месеци, треба да биде платена. Нашиот закон не го дозволува тоа, бидејќи кај нас треба максимум до 3 месеци да трае праксата. За оние студенти нели кои што се апсолвенти или пак тази дипломирање. Само момент ќе прекинам малку. Дали тоа значи дека и македонските студенти кога одат во странство ќе може да добијат само пракса која што ќе трае до 3 месеци и ќе биде неплатена? Може, значи не важи тука принципот дај ми го натиго, туку веројатно сме послободни. ISAC е целосно отворена, со тоа што секој студент или тази дипломат од 18 до 29 години, кој што сака да отиде на пракса, си прави профил на нашиот портал isac.org и може, значи, буквално на сите 100.000 и нешто можности што се низ цел свет, на сите континенти, добро освен на Антарктик, може да аплицира. А на сите пракси имавме од 14 октомври до 14 ноември 395 апликации пратени од македонски студенти, со тоа што еден студент може да прати повеќе од 70-80 апликации, колку што сака. Моментално професионалните пракси ни се најтоп производ, бидејќи сепак нудат малку поинакво искуство од она што се нуди во нашите компании. Со самото тоа ние реално повеќе студенти испраќаме во странствена пракса, исто така примаме и студенти кај нас. Се работи на пракси во стартап компании и секоја компанија кај нас, мислам во главно ми во целата ISAC мрежа, компаниите си отвараат свој профил на ISAC порталот и притоа заедно во соработка со ISAC ги поставуваат очекувањата, го поставуваат job description-от, сите вештини кои се потребни, се прикачува CV, значи вештините кои ги бараат, јазици кои што се познаваат, може доколку имаат нели визни проблеми со виза, може да се каже од кои земји сакаат да имаат практиканти, конкретно тој доаѓа до негде до политиката на самата компанија, можеби сакаат на пример да имаат практикант од Индија кој што ќе дојде ка работи кај нас. Значи се поставуваат тие очекувања, тоа се пишува во самиот оглас на самата пракса, значи компанијата заедно со ISAC делот што е за внатрешна размена, бидејќи ние имаме различни функционални области за внатрешна размена, и го пуштаат, го пилотираат тој TN форм го нарекуваме, на самиот портал на ISAC. Тогаш, кога ќе се пушти, е достапен на сите луѓе кои што се пријавени на ISAC, значи и оние кои што немаат направено профил може да ги разгледуваат праксите, меѓутоа за да се аплицира мора да се има направен профил. Колку се задоволни странците кои што биле на пракса во Македонија? Одлично. Со тоа што одлично И прашање. како е тоа можно? Регулирано е ISAC многу работи на квалитетот на самите пракси. Значи ние работиме да имаме квантитет на пракси, меѓутоа и квалитет. Сега што е тоа? Квалитетот е регулиран со стандарди. Постојат 16 главни стандарди
стандарди, најсек, кои што треба да ги задоволува секоја пракса. Тие спаѓаат од делот за едукација, со тоа што секој практикант пред да отиде на пракса има подготвителен семинар да отиде на пракса. Пред да почне со аплицирање има подготвителен семинар за како да има одлично интервју. Исто така поминува едно интервју со ISEC Скопје за да може да го подготви за понатамошниот процес. Откако нели ќе отиде студентот на пракса, значи тоа се првите стандарди за едукација. Тој таму има уште еден семинар што е всушност за интегрирање во нивната средина. Добива бади и бадито го шита низ местото каде што се наоѓа, исто така го придружува првиот ден на работа, каде што го предава на менторот на компанијата, кој што всушност него го поддржува во целиот тој процес на извршување на работата, што е реално одлично. Понатаму тука стануваат за travel и basic living costs, со тоа што треба да биде обезбедено сместување, треба да има храна обезбедена и платена поголемиот дел од праксите. Која плаќа компанијата? Вака, значи за секоја пракса е различно. Кога станува збор за професионалните пракси кои што се платени, самиот практикант има обезбедено сместување за првиот месец, меѓутоа треба сам да си го плати откако нели ќе му стигне платата. Понатаму има можност самиот да си одбере сместување. Во некои компании плаќаат и храна за професионалните. Волонтерските и во стартап компании секогаш имаат платено и обезбедено сместување и минимум еден оброк покриен на ден. Мислам дека овие услови би им се бендисали на македонските студенти во Македонија, меѓутоа зошто ги немаме овие услови? И зошто е можно за странците во Македонија, а не е можно за македонците во Македонија? Македонските студенти, ќе речем. Да. И Иван? Па тука би сакала да кажам, тоа е главниот проблем затоа што се среќаваме често пати со потешкоти за добивање на тие странски пракси. На пример, кога ќе дојдете на состанок со компанија и како студентска организација барате да ви даде пракса за странски практикант, тука се соочуваме со тој проблем каде што тие ќе кажат па добро зашто да земам странски практикант кој што ќе треба да го платам, кога можам да најдам македонски практикант кој што ќе работи за без пари. И тоа е главниот проблем каде што треба да се нагодуваме и каде што со кој што се соочуваме ние како студентски организации понекогаш. Како го решавате тој проблем? Тој проблем, па еве не знам, бараме можеби алумни членови или студенти кои биле на времето и оделе на пракса преку овие студентски организации во странство и веќе работат сега во македонски компании и сакаат да им помогнат на студентите да отидат некаде и затоа се согласуваат на да потпишат такви пракси или пак не знам, некои кои што сакаат повеќе да се интернационализираат, да примат странски студенти, да видат нешто, да дознаат нешто повеќе од нив. Тоа е другиот аспект. Кои сектори се најрасположени вака за земање странски студенти со плаќање нивно? Дефинитивно IT секторите, бидејќи имаат можеби најмногу потреба, а истите може да ги да продолжат комуникацијата и по завршувањето на праксата, бидејќи постои можност за онлайн работа. Но другите потешко. Така, IT секторите ги споменавме. Она што ме интересира, значи, на Крсто кај вас, значи, IT технологијата е примарна, програмирањето, дизајнот и слично. Дали компаниите и стопанските комори кај вас влијаат врз начинот на кој што ќе бидат создадени курсевите или на начинот на кој што тие на начинот кои курсеви ќе ги продуцирате вие следната учебна година? Така. Каква е таа соработка меѓу бизнис секторот и вашиот едукативен центар конкретно? Ние на оние програми кои што сами ги креираме, тоа се академските програми, за нив секако најголема поддршка имаме од нашата матична компанија Сиус групација, во која што по завршување на академијата, еве конкретно кај програмерите, она прави интервјуа со сите студенти, кај ги има во база, секако секоја година најдобрите си ги задржува со себе. Така е. Словно кажано. Односно другите компании не постои на строга врска на договор кој што нели ја имаме, меѓутоа градиме односи секако и како IT компанија и ги познаваме лицата од другите. Така, бидејќи сепак оние студенти кои што доаѓаат кај вас плаќаат и вие треба да бидете на некој начин профитабилни, односно да ги нудите веројатно оние курсеви кои што потоа ќе бидат студенти кои што полесно ќе можат да најдат работа на пазарот. Плаќаат за да земат знаење, за да добијат знаење, нешто што ќе им помогне, особено практично. Меѓутоа знаењето потоа за да најдат и работа. Без разлика, јас и сакам да го напоменам затоа што сум бил и како студент и во систем државен и во приватен.
едноставно не постои разлика, се работи до човекот. Првиот чекор е секогаш најтешко да се направи, конкретно има постат многу можности, јас верувам дека многу студенти не ги познаваат и не ги знаат. Има некои ги знаат, меѓутоа им е тешко да го направат првиот чекор. Тешко им е да напишат прво CV, а не па да направат нешто повеќе, да аплицираат и така натаму. На тоа треба да работиме најмногу, а во однос на другиот дел секако кај нас што помага. Самото тоа што предаваат од компаниите, значи луѓе кои што практичари, самите они познаваат нивни пријатели од други компании и они има размена побрзи информации стигнуваат и секогаш најчесто компанијата знае дека произведуваме таков тип на можеби груп збор употреби, меѓутоа нели имаме таков тип на кадар и се обраќа само иницијативно, нели компаниите знаат кај нас да ни пишат, бараме таков и таков тип на кадар, потоа ние имаме СДЦ алумни група која што е на завршени студенти и тие информации ги пренесуваме и ми спраќаме, нели ги охрабруваме студентите да се аплицираат, да пробаат. Тоа е едно и второ веќе напоменавме каков е нели односот со коморите кои што ги имаме кај нас, особено веќе спомнам дека нодамно имавме проект со МАСИТ, тоа е за проект за преквалификација на кадри и самите комори знаат доколку имаат проекти да ни се обратат нас како тренинг центар, како тренинг провайдер, особено на таков тип на проекти кои што имаат вообичаено тоа се проекти кои што имаат за цел да вработат луѓе. Се случувале проекти со заводот за вработување, значи на одредена целна група, еве конкретно ќе збориме за последниот проект. Тоа е проект за преквалификација на кадри, односно луѓе кои што не се IT, а сакаат да станат IT, ги квалификуваме ние со такви вештини и потоа они имаат самите склучено договори со компании во кои што помагаат во однос на нивно представување, го ни ги представуваат проектите, имаат интервјуи отворени со тие компании и секако и таму најдобрите се вработуваат. Така да со еден збор да заклучиме дека информациите се брзи и секако имаме помал број на студенти кои што мотивирано или конкретно дошле за да земат во пократко време знаење за да можат веднаш да го применат. Така. Иако сте студенти, сепак ќе ве прашам, колку е битна соработката на бизнис секторот со образовните институции, посебно до Анастасија прашањето, бидејќи знам дека ти ги застапуваш ставовите на едукативниот центар на економскиот факултет. Да, круцијално. Од огромно значење е самата соработка помеѓу компаниите заедно со формалниот едукативен сектор и со неформалниот едукативен сектор кој што ние всушност го представуваме, бидејќи пред се ISEC и ИАС на некој начин се едукативни, неформални едукативни центри со тоа што ги подготвуваат студентите за практични вештини. Така, ќе те прекинам, меѓутоа само момент. Зборувавме за тоа дека има многу студенти, меѓутоа нема место каде сите да најдат пракса. Од друга страна, најголем дел од студентите на економски факултет сакаат да работат во банки. Меѓутоа, дали може да се најде пракса во банка на за сите студенти? Не, и токму поради тоа, ISEC има склучено соработка со неколку факултети, значи тука се економскиот факултет како примарен, филозофски, филолошки факултет, American College и Балкан, со кои што всушност праксите на ISEC се признаени како задолжителни пракси на тие факултети. Да, и автоматски со самото тоа се проширува понудата за пракси што ги добиваат нашите студенти. Ако земеме дека моментално во база на ISEC има околу 120.000 пракси достапни во 126 земји низ цел свет, 127 ако земеме новата, Сауди Арабија. Со самото тоа, нашите студенти имаат можност да отидат на пракса во странство за време на лето или за зимскиот распуст или за време на семестарот, потоа да се вратат овде и тоа што го имаат на некој начин да го придонесат во нашите компании кога ќе отидат на пракса, бидејќи она што искуството што досега јас го имав од комуникацијата со бизнис секторот кај нас и дека тие сакаат да видат малце поинаков дух, сакаат да видат луѓе кои што ќе бидат малце по-проактивни, кои што ќе сакаат да направат одредена промена. Океј, да кажеме на пример, можеби банките се земаат како по-тврди организациони структури, меѓутоа стартапите ние најдовме на огромна подршка од страна на стартапите, со тоа што сите стартапи се отворени да примат странски практиканти, но исто така се отворени за наши практиканти. Затоа ние правиме и тип на соработка што одреден дел од практиканти обезбедуваме од странство, меѓутоа понатаму тие практиканти кога ќе се вратат, ги имаме на листа која што можеме ние да ми ја понудиме да ги земат нашите компании како практиканти, бидејќи тие пред се стекнале знаење во странство и може да донесат некој нов дух. И тоа одлично што факултетите нас не поддржуваат. Економски факултет конкретно ние имаме 100% подршка од нив и тоа ни е од огромно значење, бидејќи можеме да ги промовираме нашите пракси на студентите кај нас, кои што не може да најдат на пример пракса во Македонија или пак сакаат да излезат надвор од таа структура што ние овде ја имаме.
Ивана? Да, се согласувам со овој дел, бидејќи истото важи и кај нас. Тие пракси кои што се спроведуваат преку нашата организација исто така се признаени тука, така што таа потврда што е задолжителна да се однесе при уписот на факултет е валидна и од странска пракса. Значи не мора да е само во Македонија, исто така факултетот доволно не поддржува и придонесува за ние да се развиваме повеќе и студентите исто така да аплицираат на Дали македонските студенти кога одат на пракса во странство се платени? Да, преку ИАЕС-та се платени со плата која што е просечна за таа земја и која што ќе му возможи за да си ги платат потребните, не знам, кири за сместување, храна и се тоа. Тука ќе се вратам на тоа каква пракса добиваат македонските студенти. Најголем дел од праксите во македонските компании се неплатени. Дали според вас треба да се менува и има можност да се менува нешто во овој дел? Да. Јас би напоменала овде. Мене реално многу ми се допаѓа структурата на пракси што ги нуди ISEC. Бидејќи еве да ги земеме праксите во стартап компании, Global Entrepreneur, тие не се платени пракси, меѓутоа е обезбедена, значи платена е храна и сместување за самите студенти, што на некој начин доаѓа еден вид на плата. Иако не добиваат нели надоместок во однос на плата. Додека пак професионалните пракси се одлично платени за нивниот стандард, тоа што студентите може да се покријат и животни трошоци и плюс да прошетаат наоколу во таа земја. Кај нас реално треба да се воведе да има платена пракса, бидејќи доколку се очекува од некој студент 3 месеци, тоа е нели за четврта година студентите 3 месеци задолжителната пракса. Доколку се очекува тој студент 3 месеци да вложи по 8 часа на ден на некое работно место, на тој студент треба да му биде барем минималните трошоци покриени. Ако не другото, значи барем да му бидат покриени трошоците за храна и превоз. А не мислите дека ако во законот, како што воведовме задолжителна пракса, воведеме и задолжителна платена пракса, целиот овој концепт веднаш ќе се сруши? Да, затоа може да се воведе задолжителна. Реално јас не сум толку за да има задолжителна пракса првите 2 години од студиите. Најголемиот дел од студентите се многу, да кажем, на некој начин изгубени, не можат доволно добро да се снајдат во корпоративниот сектор. И сега што може да се направи? Може да се работи на повеќе работилници, повеќе практични искуства во првите 2 години од студиите. Меѓутоа веројатно во текот на студирањето. Трета и четврта година, да, трета и четврта година тие студенти да можат да се продадат како целосен продукт на пазарот на труд. И таа пракса што ќе има трета година да биде на некој начин отскочна даска за нивната понатамошна кариера. Така, или пак да се остави избор на студентот да одлучи дали сака да отиде директно на 3-месечна пракса по третата година од студиите, а не уште на самиот почеток на 1 месец, па потоа уште 1 месец, бидејќи за да се вклучиш во одреден проект и да се запознаеш повеќе со работата на компанијата и со како функционира некој проект, треба можеби повеќе време од 1 месец. Така, крсто платена или неплатена пракса, какво е искуството во IT секторот? Побитно е квалитетот на пракса во самите компании, без разлика дали станува збор за платен или не. Затоа што вие сепак сте таму за да земете искуство. Значи тоа е првенствена цел, да не ја заборавиме. Секако е добро доколку би можеле да се покријат оние основни трошоци за да не бидат на терет на самиот студент, одењето, храна и така натаму. Меѓутоа да гледаме целта, тоа е кога ќе дојдеме таму, да не седиме само и повторно кога ќе завршиме таа пракса не знаеме што сме правеле, не знаеме кој е нели ништо за тој систем, за тие операции и така натаму. Или од друга страна конкретно знаеме што правиме, значи затоа е побитен тој квалитет. Во однос на IT индустријата, секако пак ќе кажам се работи за многу конкретна работа, вообичаено се работи во тимови, значи поделени сите, и во тие тимови секако вие дел може да ви делегираат задачи и да вие работите. Сега секако и самите компании треба да бидеме свесни кога доаѓа студент на пракса, не може да му дадат не знам какви големи одговорности, ниту пак некои процеси кои што реално би биле нели за самиот студент би го плашиле на некој начин, и секако не би може да се изврши задачите. И да се инволвира во процесот, ќе нас секогаш фали време, да не кажам човек што постојано ќе работи со тие студенти. Вие кога ќе дојдете во компанија, најчесто треба да дадете некој од вработените да го менторира, да го прати низ процесот тој студент понатаму. И вообичаено сите компании доаѓаат до тој студент, цело време ние немаме време, свесно слободно ги кажам во некои гужви, за да не психолошки гужви, нели? И во тие гужви на некој начин тој што е на пракса ви е терет. Кога ќе го смениме системот, да имаме човек кој што ќе работи, дали во посебна служба, HR служба и така натаму, некој што ќе надледува или ако е тим лидер од кој ќе одвои време и така натаму. Некој ќе биде платен да го работи тоа како ментор. Како ментор, тогаш би се смениле работите. Затоа на нови работи би требало
Затоа сакаме да имаме нешто што се вика квалитети и успех. Истражувањето на МОФ инаку спроведено на почетокот на годината, кое се однесува на праксата на Финки, на економскиот факултет и правниот факултет, покажа дека четвртина од студентите воопшто и не биле на пракса, а оние што биле, искуството си го опишуваат со фразата не праќаа по бирак. Мислам, тоа е она што голем дел од студентите го кажуваат. Иако е задолжително, значи само 1/4 од студентите имале ментор, покажува ова истражување. Колку е потребно да се има посветен ментор во праксата? Многу. Според мене тоа е ништо најбитно. Најважното нешто, дефинитивно, затоа што кога ќе дојдеш како студент во компанија, очекуваш некој да те упати во таа работа, да ти даде некои обврски, не можеш, доколку немаш таков ментор кој што ќе ти го возможи тоа, се сведува на буквално трошење на времето или правење работи што се неповрзани со твојата струка. Беше на пракса во странство, имаше ментор, како тој те водеше низ работата? Да, бев на пракса во странство во компанија приватна, каде што имаше задолжено еден член кој што постојано ќе ми дава обврски. Конкретно работевме на проект поврзан со централа и цртавме во AutoCAD, постојано ми даваше секој ден нови одговорности и супер сум задоволна во тоа, за тоа, но пак ќе кажам дека не сум била тука на пракса во Македонија, не можам од лично искуство да кажам, но од искуството на колегите, некои од нив се соочиле со вакви ситуации како што ги споменавте вие, но некои од нив исто така кои што биле доволно упорни да постојано бараат работа или имале среќа да им се погоди ментор кој што се вложил во нив, имаат одлично искуство. Така. Еве јас можам да го споделам моето искуство. Секако мислам, се надам дека се опоравив после епизодата од кашлање. Да, повеќето не добиваат ментор, бидејќи пред се секој што работи во компанија кај нас на некој начин е премногу сконцентриран да си ја заврши работата во тие неколку часа, отколку да менторира некој. И тоа со години се провлекува. Меѓутоа, најголемо значење со тоа што треба менторите да имаат малце поинтерактивен однос со самите практиканти. Треба да им даваат секојдневно фидбек и да им кажат колку се тие задоволни од работата која што тие прават и да ги насочат како тие да се подобрат и како да стигнат повеќе вештини. Тоа е всушност она што ISEC на некој начин го нуди. Со тоа што самите практиканти имаат можност да оценат колку се тие задоволни од job description-от кој што ги имале од работите кои што ги извршувале тие. На некој начин такво нешто треба да се внесе кај нас, да се воведе во нашите компании. Само да надополнам, заборавив да кажам дека при нашето подпишување на пракси за странски практиканти има еден дел во договорот каде што ја прашуваме компанијата дали доколку не најдеме странски практикант би се согласиле да примите македонски практикант, така што искористуваме таа можност преку нашата организација да отидат и македонски студенти на пракса во Македонија. Каков е нивниот одговор ме интересира? Многу често е да. Да, добро. Кога сме ки истражувањата, едно од истражувањата за студентски пракси во информатичките технологии под покровителство на студентската организација БЕСТ помеѓу останатите покажува дека студентите се незадоволни од праксата. Значи, истражувањето покажува дека студентите на пракса се соочиле со несоодветни работни задачи во 81,5%, многу мала можност да ги применат знаењата стекнати на факултет 66,7%, оставени се сами на себе без ментор кој надгледува нивната работа во 70,4%. Праксата им помогнала само на половина од испитаниците да научат нови работи. Значи, станува збор за универзитетите од IT технологиите. Како да се надминат овие предизвици накратко? Но верувам, мислам, таа слика те познаваме, дефинитивно, сигурно се тие бројките. Како да се надмине? Тоа што го напоменавме веќе, дека потребно е самите компании интерно да направат системи, односно начин, како во тој дел, дали ќе бидат кој поголем во делот на регрутација, значи сектор, дали ќе бидат во помали системи, секако ќе биде проблем, затоа што кој имате малце вработени, а имате постојано голем број на активности, тука би биле нели потешко да самите интерно се изменаџираат, меѓутоа во поголеми секако дека тоа е возможно, а тоа е нели човек кој што ќе биде исклучиво фокусиран на нови кадри и на од тие лица ќе ги менторира низ процесот и оттаму ќе си ги вработуваат. Да го сваѓаат ли компаниите капацитетот што го имаат овие млади луѓе и го искористуваат на некој начин?
е ова филтерот преку кој тие би можеле, односно треба да примаат вработени? Тоа е едно од главните предизвици за компаниите. Јас сега слободно можем да кажам со колегите во комуникација, иако тоа не е моја близкост, меѓутоа со колегите од Сивус кои што работат во делот на регрутација, они се во постојан обид на нови кадри, значи да бараат, во постојана потреба, особено во IT индустријата која што знаеме, нели, со која динамика се развива, со која динамика расте и со која динамика и вработените во компаниите, нели, бројот на вработени расте. И сега знам дека Сивус за таа цел има формирано талент програми. Тоа е еден начин на кој што, нели, обид да се помогне, тоа е талент програма која што е во процес од траење, не како што кажавме да е морално месец, 3 месеци и така натаму. Ова е 2 недели, но тоа е интерна обука. Вие поминувате неколку селекции, неколку фази во тие 2 недели за на крај најдобриот кандидат да се вработи. И тоа се за различни позиции, се применува таа талент програма. И сега, дали е само тоа доволно или треба нешто повеќе да се направи, секако тие луѓе, тој сектор со тоа се занимаваат секојдневно, треба да доаѓаат постојано нови решенија за сето тоа. Пред крајот на емисијата, правилникот за задолжителна студентска пракса функционира веќе 6-7 години, меѓутоа нема ревизија за ефектите од оваа задолжителна студентска пракса. Дали не треба задолжителна студентска пракса или треба да се менува нешто? Треба задолжителна студентска пракса, меѓутоа не на начинот на кој што е изведена. Задолжителна студентска пракса треба да биде за сите студенти во крајните години на нивното студирање, да биде во малце подолг временски период, кој што тие реално ќе можат да придонесат и да стекнат различни искуства. Моментално она што се случува е буквално една хопов туристичка тура, каде што студентите само се симнуваат и излегуваат од различни компании, на краја немаат буквално целата слика и го немаат искусено тој, тако да го наречеме, град на работа. Да, дефинитивно се согласувам, но исто така тука се поставува прашањето за каков е квалитетот, дали по секоја цена да се има таа задолжителна пракса, каде што цела група на студенти ќе бидат обврзани да одат, иако можеби некои не се чувствуваат спремни за тоа, во, како што споменавме, во првите години од студиите, или да се даде можност за флексибилност, дали на крајот да изберат, дали да не биде на почеток само 1 месец, да биде на крајот повеќе месеци, пола година или како и да е. Веројатно прво ќе треба да добиеме една ревизија од надлежните институции за ефектите од праксата, па потоа да разговараме и за некои нови модели на студентската пракса. Ви благодарам на сите за вниманието. Следете 4-та епизода на Час. Овој пат зборувавме за задолжителната студентска пракса. Се гледаме повторно следниот четврток во 13 часот.